Бизнес. Тоа што ги поместив термините од 9:05 во 9:35, меѓу другото е и заради темата и заради соговорникот. Темата е колку Македонија и на каков начин ги следи или ќе ги прифати предизвиците на новите технолошки револуции во ова дигитално време. Професор Благоја Самаковски, еден од собствениците, односно основач и собственик на Микросам, фирма од прилеп со светско брендирање, кое би рекол дека во овие услови на 3 децении македонска самостојност е фирма близнак на патот на Македонија во овие 3 децении. Самаковски, благодарам што дојдовте. Микросам. Почнавте како сметачки управувачки машини за производство на композитни материјали и така натаму. И деновиве ве гледам, подпишувате договор со Институтот Винчи. Кога човек ќе види дека сте влегле во Винчи, тие што ги знаат педигреата на Руџер Бошковиќ на Винчи, одман мисли дека тука има наменска индустрија, нуклеарна индустрија и така, а вие работите со композитни материјали кои се на границата за такви специфични производни. Што сега вие работите со Винчи? Ние прво да ве поздравам и да ви честитам за концептот кој што по мене ќе биде идна на телевизијата да го гледаме. Во Винча ние веќе 2 години разговараме околу еден многу значаен проблем што е денеска скоро хит во светот во истражувањата, а тоа е складирањето на хидрогено. Значи денеска имаме во процесу на користење на хидрогено, како што најавија и Бајден и сите, значи наредната револуција во индустријата е хидрогенската револуција, кога сите горива се заменуваат со горивото на хидроген. Добивањето на хидроген имаме по 2 постапки, имаме од метан, кој што е валкана технологија, и имаме со електролиза, кој што го нарекуваат зелен хидроген, и иднината практично во светот е во зелениот хидроген. И понатаму процесот на користење на тој хидроген денеска дали во коли, дали во генерирање струја на домаќинства е познат, но останува клучниот проблем како да се складира хидрогенот, како да направите батерија која во себе си ќе има хидроген и тој хидроген после, односно водород, јас се извинувам, хидроген што го велам, после тој го користите во овие процеси. Значи, ние 2 години работиме со една група на ученици од Винча, кои многу длабоко и темелно работат на овој проблем. Морам да кажам дека највисоките истражувачки центри во светот работа на овој проблем. Ова е во моментов еден од најжешките теми во светот. Тоа е врзано и за општата еколошка состојба и за климатските промени, за возењето, да речем, условно на водород, нели ќе биде перспектива, но прашањето е на есенцијата на овој продукт и велите на чување. Ако го изведете овој опит, како тоа ќе се чува? Како од тврда после повторно ќе стане течна материја? Па, сега за гледачите можеби ова не е баш во детали познато, но значи, ние водородот го добиваме со електролиза. Идејата е таа електролиза да не користите од моменталната електрична енергија, бидејќи кој е скапа и тој водород не се исплаќа да го произведувате, туку да ја користите сончевите келии, да ги користите за таа струја. Македонија има огромен потенцијал за таа енергија, не да оди во топлотна или во електричен, да оди во производство на хидроген. И тој, односно водород, се извинувам. И тој водород и тука е практично, што викаат често пати во науката, Holy Grail, светиот сад на таа технологија, да најдете начин што поголем капацитет да врзите во таа батерија. Значи, работеше на таа работа и Елон Маск, и други Елон Маск дори планираше крововите на куќите да биде овие соларни кели. Значи, ние работиме, бидејќи имаме искуство. На наши машини во моментов се произведуваат и се развиваат резервари за хидроген во светот, за најголемите фирми кои што се користат во коли и други намени. Тие искуства со Винча и
те истражувачки капацитети, да ги споиме и да дојдеме до батеријата за хидроген. Добро, јас почнав со оваа приказна заради тоа што таа е поспецифична за нашите гледачи, за да ја покажам, да го покажам капацитетот на вашите професорски кадри, научно-истражувачки кадри кои се пласираат со своите знаења во светската продукција. А уште е малку околу тоа. Каква врска имате со Airbus-от? Знаете, ние работевме за НАСА еден програм за производство на делови од композити во Вселената. И пред прилика 3 години беше тоа. И го реализиравме тоа. Тоа беше прв пат во светот да се направи тродимензионално печатење на композитни материјали од карбонски влакна. НАСА го објави тоа и кажа, мисля доаѓа кај нас инженери додека тоа го развиваме, НАСА го објави тоа дека прв пат во светот е направено и тоа е направено во Микросам. И после тоа подпредседател на Airbus со цела делегација дојде на сајм во Париз, па после дојде во Микросам и отпочнавме соработка. Сега за нас беше, како да ви кажам, пријатно изненадување, малце шок беше. Подпредседател на Airbus е сепак многу високо ниво во бизнисот. И продолживме со нив, сега малце е подзапрено со пандемијата, и тие се во криза, но веќе имавме, дојде и во Прилеп со цела делегација, со сите извршени директори во полето на композитни материјали и се јавија и за време на пандемија ќе продолжат со нас. Овој концепт што го работевме со НАСА, што е прв пат во светот, веќе ќе биде инсталиран во најголемиот истражувачки центар во Америка за воздухопловство во октомври месец. Микросам има произведено и успешно инсталирано повеќе од 200 производни линии во околу 40 земји низ светот. Тоа што ве прави престижна организација за, се разбира, и со вашиот институт за напредни композити и роботика е тоа што ги следите светските трендови. Микросам и вие лично свативте дека без продукција на образовани, едуцирани, оспособени инженери и истражувачи нема перспектива. Како тоа успевате да го правите во континуитет? Знаете како ние кога ги правивме стратешките планови за развој во ова подрачје, кај нас се измешани повеќе технологии, машинство, електроника, програмирање и свативме дека немаме на пазаро ликвидни кадри, така да ви речем термино, кој што може да се вклучи во работа и отпочнавме со припрема на кадри од 12 до 24 месеци, независно кој што има завршено и како има завршено. Што беше критериум тогаш? Само IQ. Само IQ. Тоа го почнавме пред 16 години. Коефициентот на интелигенција. Да. Па имавме од таа прва група, може и е парадокс, ама моje мислење како професор е дека дури од доктор можам да направам техничко лице ако се јави потреба. Човек кој е најфлексибилна машина, најбитното е да има мотив и IQ доволен. И тогаш од првата група која што денеска сршта на таа програмерска група имаше келнери по кафичи, пропаднати даскали, невработени, но со висок IQ. Денеска се тие едни од најдобрите програмери во Македонија. Значи, ние уште од тогаш досега ја имаме Академијата Микросам, каде даваме бесплатно образование на кадрите, што се потенцијални. Тие што се најдобрите ги земаме ние, но другите фирми ги земаат останатите, за нив е доволно тоа. Тоа е практична реализација на така нареченото дуално образование, што е сега некаков тренд. Гостин во студиото е професор Благоја Самаковски, собственик на Микросам, кој деновија прославува над 3 децении од постоењето. Уште малку за целиот концепт. Професоре, како ви изгледа македонското социјално и образовно општествено битие во услови во кои ние велиме? Имаме лошо образование, немаме доволно продуктивни, креативни кадри за да може да се потегна, а ми се чини дека имаме и суфициенција на идеи и храброст да формираме вакви производни капацитети и истражувачки капацитети. Значи, јас би го поделил тоа прашање.
прво, потенцијалите на нашите се извинувам, луѓе се идентични со потенцијалите на другите луѓе во светот. Ние тоа го покажавме преку нашиот процес на дообразование. Значи, тоа е, имаме потенцијал, треба да имаме соодветни програми и што сакаме да правиме од луѓето. Кога ние решивме да правиме програмери, ние не рековме дека тие програмери треба се да знаат. Треба да е најдобри во тоа што го работат. А другото е нивна работа. Но, кога ние имаме соодветни програмери, сега треба да имаме соодветни предавачи, да го пренесат тоа, мислат програми и предавачи кои ќе го пренесат тоа. Прашањето за настапот на во свето е прашање на стратегијата на државата. Значи, дали ние сакаме оваа држава да оди во свето и таму да продава, или сакаме да видиме држава која што е увозник на се и се што. За жал, Македонија е практично држава увозник веќе од независноста до сега, затоа што тоа обезбедува социјален мир. Увезуваме ефтина храна, увезуваме ефтини продукти, сировини и слично. Лесно е да увезуваш, тешко е да извезуваш, и тука државата мора да се определи кои сектори сака да биде извоз. IT секторот, без да ја праша државата и без да праша никого, станува еден значаен, заради личната иницијатива на луѓето во тој сектор. Но ништо не сме направиле да им подобриме на тие луѓе, кои што ете, и заработуваат добро, и седат во Македонија, и трошат во Македонија, значи ги носат доходите во Македонија, но има проблеми, системски има проблеми. Србија има 1,2 милиарди извоз, само да, тоа е, знаете, најубавиот извоз. Нема материјал, освен струјата за компјутерот. Памет извезуваш. Памет, ама 1,2 тоа е најчист извоз. Овие ние се што извезуваме Джонсон, Мети и едни други, ама тие и увезува многу. Увезува за 1 милиарда платина, па извезува за 1,2 милиарди. Значи не е тоа вака фигуративно вело. Постои потенцијал кај македонските луѓе. Треба мотивацијата да се подобри и треба да се подобри процесот на пренос на знаење што денеска лежи во светот. Но државата мора да каже што сака. Ние имаме проблем што 30 години, не е сега моментално, тој не е моментален проблем. Тој е проблем од независноста на Македонија. Денеска слушам една така повеќе социјалистичка, комунистичка, интригантна теза. На Македонија треба индустријска стратегија, но кога ќе влезете под неја, практично доаѓам до некои ваши сознанија кои сега ги пласирате. Дали отсуството на стратегија која треба да следи нови технологии, нови линии, во која веројатно ќе треба да се ослободиме од мегаломански проекти, да се сведеме на микропроекти кои ќе бидат пропулзивни, агресивни како микросам. Дали е тоа перспективата? Апсолутно. Погледнете кичмата на Германија, 80% е таа индустрија што вие ја спомнавте. Значи, не се, кога вие го гледате Siemens или Volkswagen, мислите, тоа е, Siemens и Volkswagen се само интегрирани мали и средни предпријатија во кооперација. Еве, за пример, ќе ви кажам за Microsoft. Ние во Македонија имаме 47 кооперанти во Македонија, со кои што сме ги натерале и научиле да произведува за нас делови според стандардите со кои излегуваме на светскиот пазар. Значи, кичмата на сите големи држави во индустријското производство се малите и средни предпријатија. Но, ние како фирма, например, немаме помош од државата во однос на другите држави, но тоа е друга стратегија. Проблем е кај нас да бирократијата се научи да биде слуга на ваквите фирми како нас, не велам само за нас, не да биде кочница, не да биде то. Ние не представуваме може финансиски за државата значајно нешто, но представуваме како мотив за младите луѓе, како охрабрување за младите луѓе, дека може од оваа држава да се успее, нема потреба да се оди по свето, да се бара, да бидеш роб во нечiji систем. Мисијата на Микросам е да биде светски водаж во производството на високо квалитетна опрема за композитни материјали. Тоа го читам од вашиот сајт. Успевате ли, со оглед на овие предизвици, да препознаете каде можете вие да се ситуирате? Водод, композитни влакна и така натаму.
Ние, кога ја правевме стратегијата, тргнавме од една визија на еден јапонски научник што ќе го владе, кои технологии ќе го владеа сето во 21 век и меѓу другото, значи беа композитни материјали и роботика и управување. Ние од композитни материјали се решиме да правиме машини за композитни материјали, користејќи роботика и управување. Значи, тоа беше нашата стратегија и на почетокот беше да бегаме од големите играчи, да се држиме во сенка, да не од почеток уништа во работењето, за да денеска станиме прво единствена фирма што ги има сите овие 4 технологии клучни кај себе си и второ во две подрачја сме најдобри во светот. Значи има една германска фирма која што прави многу, да речем, валкани игри, но тоа е бизнис на пазарот, која беше синоним за прави во светот и се сега зад нас. Значи, тоа е постигнато со систематско учење и дообразование на сите кадри, почнувајќи од обичниот работник до инженеро. Микросом има 80 инженери, има 200 вработени. Уште 100 луѓе околу Микросом се ранат на база на активностите на Микросом. Тоа е начин на кој што се градат индустриите во светот. Тие не можете најнаш да направите Сименс, далеку е од тоа. Нити може Македонија да направи Сименс. Суштината во овие мали и средни фирми вака што треба да се постави како стратегија е дека тука се развива собственото знаење и собствена технологија. Додека кај фирмите кои што доаѓаат не се носи знаењето, да речеме се користи ефтина работна рака и слично. Тоа е нормален процес, светот го помине и Кина тој процес, но тука не се запира. Тоа треба да се користи за да фирми кои што се мали и средни можат да излезат на светскиот пазар со да речем поддршка на државата или со неправење пречки не на државата. Значи, ја не поистоветувам бирократијата со политичкото владење во државата. Бирократијата е стандарден проблем од Кавка до сега и никој да биде само помал тој проблем. Професор Благоја Самаковски во утрински брифинг малку продолживме и одземам време од вестите за крај. Професоре, со оглед на фактот дека сте 30 години бизнисмен во еден период, се обидовте да влезете во образовните и политичките води. Што во овој момент би сугерирале на владата, што не треба да прави и што треба да прави во економските приоритети? Прво, мора да утврди стратегија на развој. Значи, ние како држава 30 години немаме стратегија за развој, кои сектори ќе ги развиваме и да ги насочиме ресурсите на државата во тоа што ќе одлучи државата. Второ, ја мислам дека непотребно се превзеде преголем терет на влезот во ЕУ и се потроши многу општествена енергија и дека треба водечките луѓе од државата да се ослобода од тој терет. Не е кривицата до нас, мислам на секој му е јасно тоа, другите политички борби, крив овај, крив онај. Ние имаме пред некој ден со пријател, јас сакам уште на крајот да го кажам, со еден пријател разговараме да се ослободиме од тоа дека ја не се сложувам со тебе и кога ти ме прашаш добро, кажи го решението ти, ја викам не знам. Ние денеска сме во состојба да еден со друг не се согласуваме, ама не нудиме решение. Значи, не е идејата да заеднички ги најдуваме решенијата, а не ја чум со тебе не се согласувам. Па добро кажи како го реши. Па не знам. Ние сме во таа најлоша стапица влезени интелектуално. Од тоа треба да се ослободиме. Од ова е занимавање со сенката на магарето, која јас ти речам, нечом не се согласувам со тоа. Тоа е се занимаваме со сенката на магарето, а не со суштината. Се извинувам ако е надвор од темата. Добро, баш е добро. Професор Благоја Самаковски, половина час гостин во утрински брифинг. Микросам неговата станува престижен бренд, се разбира, не во финансиска, туку во развојот на новите сметачки машини, управувачки за производство на композитни материјали, со пласмани на своји машини, како што сами одвели и програми во 40 на земји. Ви благодарам.
не ве чепкам за политика понатаму, но некоја друга прилика, бидејќи подолго време сте во илегала, сега се обидувам да направам уште малку еден концепт на афирмација на вашите становишта и не ве чепкам за пред 15-20 години кога ја напишате книгата за аутсорсинг и кога сите викавме па Македонија тоа ќе биде, следејќи го индискиот проект, а IT индустријата практично е мотивација за тоа. Ви благодарам уште еднаш што бевте гости. Благодариме вас.